сега исто така и за децата, и за возрастните се селиме во најстрогиот центар на градот, на градскиот плоштад, каде што ни е поставена Божикната пештера. Многумина веќе ја видоа, а многумина и слушнаа за неа, а Ивана е таму со цел да открие кој стои позади оваа Божикна пештера, односно кој ја создал. Ивана, добро утро! Добро утро, Искра, поздрав до сите гледачи. Ве поздравуваме од центарот на главниот град, од плоштадот Македонија. Оваа е веќе традиција и мислам дека и во изминатите години во Тринската програма имаме информирано секако за Божикната пештера. 15-та година поред се поставува Божикната пештера и функционира Сдруженијето Бадникови поворки и дечињата кои што ги гледаме токму на Бадник, како кружат низ градовите, најавувајќи го Христовото раѓање. Затоа што ќе се случува оваа година токму на Бадник, но и како течат подготовките за бадниковите поворки, ова утро ќе разговарам со Билјана Лончар. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Билјана, како течат подготовките за 15-тото поред издание на бадникови поворки? Добро утро до сите гледачи на Алфа телевизија. Инаку подготовките ни течат одлично. Така, последниве денови пред Бадник е малце по така радосно, по исполнето со активности. Во скоро во сите населени места низ Македонија, мислам дека оваа година ќе бидат и над 70 кои што се приклучуваат на оваа традиција. Дечињата си ја повторуваат песничката Вечниот Бог, си изработуваат божикните звездички, значи полека се поставуваат божикните пештери на секаде и го чекаме нели најрадосниот празник што ни следува. Така, повеќе од 70 градови, но и диаспората од пред неколку години се вклучува во бадниковите поворки, во кои места се имаме нови деца каде што па и родители кои што ќе бидат дел од бадниковата поворка. Токму така и диаспората не се приклучува и тоа е така еден многу радосен настан заради тоа што само иницијативно луѓето од диаспората се приклучуваат, ни пишуваат, нели бараат совети околу песничката, околу звездичките и така натаму и споделуваат нели фотографии од нивните подготовки. Може да ги погледнете нели секогаш ги објавуваме на нашите социјални медиуми. За оваа година за прв пат не се приклучија и од Словенија, од Крањ, инаку веќе неколку години во Италија, во Германија се организира на неколку места поворката. И сега за оние дечиња кои што не учествувале изминатите години, што е потребно да се направи, како може да се учествува и да се биде дел од бадниковата поворка? Значи, секое детенце кое што сака да биде дел од бадниковата поворка, ние повикуваме на 5, значи на 5 вечерта, дечињата, многу дечиња со пештерите во рака, поаѓаат нели во домовите каде што го најавуваат на Христовото раѓање, со нели со песничката Вечниот Бог ја пренесуваат, нели ја најавуваат радоста. А на 6 веќе во 12 часот од пред музеот на град Скопје се ја формираме најголемата поворка во Скопје. Се собираат дечињата од сите општини и полека по улица Македонија доаѓаме до плоштадот Македонија, до пештерата и тука ќе биде одржан голем концерт со нашите звезди, каде што исто така ќе се пеат божикните каланди. Така, значи сите дечиња се добродојдени, сите оние кои што ќе бидат нели во Скопје, но секако се одржува и во останати 70 населени места низ Македонија. Да, оваа година мислам дека ќе биде најмасовна. До минатата година имавме скоро 70, оваа година мислам дека нема место, нема општина во Македонија каде што не се организира бадниковата поворка. Да, кој стои Билјана зад Божикната пештера, односно кој ја има направено?
Божикната пештера оваа година ни е нова, затоа што до изминатата година веќе си го отслужи нели своето. И пештерата е по идеја и нацрт на Ангел Мицковски. Инаку вајарот за Зоран Точковски ја изработи целата пештера и тоа со огромна, се гледа и по нејзе со огромна љубов. Инаку голема поддршка и благодарност нели до градоначалникот Орце Георгиевски, градоначалникот на Кисела вода и на Зелс, и господинот Христијан Мицковски, премиерот на Македонија, кој што нели како луѓе им се допадна нашата нели идеја, нашата нели радоста која што ја шириме, и им благодарам нели за помошта за да сето ово биде изреализирано вака како што изгледа. И секако мора да ги спомнеме градот Скопје, кој што ни дозволија нели да бидеме тука на оваа локација. И искрено сум многу среќна тоа што луѓето без разлика од нели од кој профил, од која професија, од која партија, или без разлика нели како сето тоа оди, битна е пораката, битен е празникот, битно е нели Христовото раѓање, и таа радост е најбитна да допре до секое срце. Така ни е и пораката нели ова година, да секој ја пренесе божикната радост до сечие срце. Но битно е секако издружувањето и оној момент кога сите дечиња нели кружат, движат заедно со божикните ѕвезди во рака, но и убаво е што го краси плоштадот една ваква божикна пештера нели во овој предпразничен период. Токму така, значи нели сите ние сме биле некаде, да речеме, сме посетиле некоја друга земја и обично околу Божик нели сакаме да патуваме за време на божикните празници заради тоа што се убаво украсени, и сите меѓутоа елементите на украсувањето секогаш е во духот на Божик, во духот на Христовото раѓање, така да мислам дека оваа традиција треба да биде се повеќе и повеќе украсувањето во таа насока. Да, Билјана, ви благодарам за одвоеното време и посакувам успешни 15 поред бадникови поворки, да трае уште децени и децени оваа традиција која што ќе се пренесува нели од колено на колено, и како што гледаме дека се проширува секоја година, се поголем број на учесници, се поголем број на населени места се вклучуваат во оваа бадникова поворка. Токму така. Значи, очекуваме повеќе од 3-4 дечиња оваа година во Скопје, и во другите градови е секогаш се помасовно и помасовно, а тоа значи се порадосно и порадосно. Така да сите ги повикувам нели на 6 да споделиме радост нели насекаде низ Македонија. Така си ние ќе ве поздравиме од овде во очекување нели на Христовото раѓање, на Бадник и Божик на 6 и 7 јануари 2025 година, но пред да се одивам би сакала да им го честитам Бадник и Божик на луѓето од католиците кои што денеска и утре го прославуваат. Ти благодарам многу, Ивана, да спомна 2025, ќе треба да се навикнеме на тоа да си го повторуваме.